Почитувани добровечер, гостин во емисијата Став вечерва е господин Бован Серафимовски од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово и дипломиран сообраќаен инженер. Господине Серафимовски, добровечер за вас. Добар вечер до Телевизија Плюс. Ви благодарам што ме поканивте да бидам ваш гостин во вашата емисија Став. Добар вечер до сите гледачи. И јас ви благодарам што ја прифатите поканата. Вечерва да поразговараме за актуелната политичка состојба во државата последново време. Мандатарот и лидер на СДСМ Зоран Заев најави од Брисел дека во почетокот на наредната недела ќе има нова реформска европска влада. Како го коментирате ова негова изјава, негов став? Па вака, значи пред се и да има влада, како што го нарече господин Зоран Заев, реформска европска влада. Таа влада според мене, како што се гледа, дека не да биде доволно стабилна, за да би можела да направи големи чекори во кои да бил дел. Како што се знае, значи како што слушаме од медиумите, дека новата политичка партија БЕСА не се сложува со одредените работи како што се со ДУИ, со Алијанса. Затоа мислам дека мандатарот Зоран Заев едноставно ќе нема да биде доволно стабилна таа влада. Како што зборувам дека ќе се имплементира во добра реформска европска влада. Тоа мислам за партијата дека нема да биде доволно. Во ред, лидерот на ДУИ Али Ахмети веќе изјави дека платформата на албанските политички партии нема целосно да се имплементира во програмата на новата влада, но од друга страна БЕСА условува целосно реализирање за влез во владата. Сметате ли дека Зоран Заев може да попушти и да излезе во пресрет на БЕСА за да има поголемо мнозинство во владата? Па вака, видите, политичката партија ДУИ, како што знаеме, веќе повеќе години, значи во составот на владеачката ВМРО ДПМН, таа реално ги знае кои се можности за и реалните услови кои што ги следува албанскиот дел, значи бидејќи ние живееме заедно, значи ние сме еден исти народ, така да кажеме. Тоа е реално. Сега политичката партија, како пред малку што реков, БЕСА е ново формирана политичка партија која што мора да стои до еден нивен став. Претходно што имаше излагање во нивните, значи предизборни кампања, дека тоа е работа да се докаже дека тие не се ДУИ, дека барат поголема права за албанскиот дел и се стремат за поголеми проширување на нивни права, да кажеме така. Работава, значи разликата, значи имплементацијата за прифаќање на целокупната платформа што ја бара БЕСА е тоа затоа што тоа е разликата, бидејќи знаеме дека на овие избори ДУИ освои помалку број на партеници отколку што имаше. Нивниот дел, новата политичка партија БЕСА ги презеде едноставно, значи со нивните ставови и затоа БЕСА се стреми да остане до крајот на нивните, значи барања за целосно прифаќање на платформата. Тука е доаѓа како еден нов сегмент за кое што има несигурност на владата, барањата, затоа тука се доаѓаат и сега расподелбата на министерските места што се, кои ќе ги преземат, на кого што ќе му припадне. Тука има отежнува на господин Зоран Заев, значи на мандатарот, како со тоа ќе се справи. Сега тој најдобро знае доколку формира влада, но таа влада колку ќе биде стабилна, значи кои негови што зборуваме реформска европска влада, колку може да издржи, колку таа ќе биде стабилна. Затоа ќе има проблем со БЕСА. Тоа сум сигурен во тоа. Лидерот на СДСМ, односно мандатарот Зоран Заев, беше поканет на неформална вечера во Брисел на 6 балкански премиери од шефицата на европската дипломатија Могерини. Сметате ли дека Заев требаше да биде на оваа вечера, бидејќи се уште не е премиер на Република Македонија? Па вака, се разбира дека не требаше да биде поканет, бидејќи се уште, како што збориме, мандатар
Значи тој тврди дека ќе биде значи тој се уште е мандатар. Значи тој тврди дека ќе ја формира владата. Но да се разбереме, значи затоа не се сложувам зошто е бил поканет, бидејќи господинот Никола Груевски и тој беше мандатар. Но за жал не ја формира владата. Кој тврди дека господин Зоран Заев дека ќе ја формира владата, бидејќи како што реков пред малку, без да се уште и да ја формира таа влада нема да биде стабилна. Кој тврди дека тој ќе биде мандатар? Затоа е проблемот што го искажувам дека не треба да биде, бидејќи според мене не треба. Толку е, значи за одамна, бидејќи како што реков, да не се повторувам два пати, и господин Никола Груевски беше мандатар, но не ја состави владата, така и за господин Зоран Заев. Изминативе денови се одржа првата средба Иванов-Путин во Москва. Шефот на руската држава порача дека влијанието и авторитетот на Ѓорги Иванов ќе помогнат за излез од политичката криза. Вашиот став за оваа прва средба Иванов-Путин? Па вака, значи средбата може да ја оцениме како позитивна, бидејќи се разбира нашиот претседател Ѓорги Иванов, значи таа средба е добра со господин Путин. Ја оценуваме позитивно, бидејќи да се разбереме, значи Русија е една моќна држава која што е влијателна во целиот свет. Значи кој што треба да имаме некои размени, значи секакви да се разбереме дека таа држава е јака. Но да се разбереме уште една работа, значи да не бидеме погрешно сватени, значи нашата држава, значи нашите закони и останати други припремања на системот кон Европската унија. Значи сите закони, се што се случуваат на денешнината, значи во нашата држава, се кон Европа и европската интеграција. Се надеваме дека во понатаму дека ќе бидеме примени во Европска унија, и тоа, значи мислам дека ќе бидеме примени. Се разбира дека не мора да значи дека по секоја цена и уцена дека мораме да влеземе, но подобро се надеваме дека подобар живот за граѓаните на Македонија да бидеме во Европска унија. Господине Серафимовски, изминатиот период Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН одржа низа пресконференции на кои беа посочувани проблеми кои според ВМРО ДПМН се предизвикани од недомакинското работење на локалната власт. Пред се имајќи ги во предвид според ВМРО лоша патна инфраструктура, нехигиената во градот, нерешени комунални проблеми и слично. Па вака, значи ВМРО ДПМН, значи Општинскиот комитет сака да му каже на господин Дамјановски, обеќаното за време на избори е незавршено или воопшто не ни почнато. Го потсетуваме, но изгледа слухот не знам како што, значи дали одредени ситуации или потреби или недоволно средства, не знам како и што е да е. Значи го нема сработено. Лошите патни инфраструктури, како што ги рековме, значи сега сме 21 век, значи во Куманово има се уште, значи зборувам се уште немат блиските населби до градот, значи работава е што се не асфалтирани. Значи се уште во огромни дупки и постоеќите, значи што веќе постојат, не се обновени, имат огромни дупки. Треба да пазиме да не скршиме нешто или возилата да не ги оштетиме. Тоа е целата работа, значи основното со нерешени комуналните инфраструктури, како што ги кажуваме, значи недоволно чистење на отпадот, значи отпадот недоволно селектирано, значи градот мириса на одредени работи и другите потреби на граѓаните, значи нерешени и со водоводни мрежи, значи недоволно притисок во системот на летните периоди, кои што граѓаните секојдневно се сеќаваат со такви проблеми кои што им беа обеќани, значи скоро 12 години, значи не скоро, туку 12 години, кои што голем дел не им се, значи подобрени условите и затоа Општинскиот комитет на ВМРО ги потсетува дека нивното обеќано не е ништо сработено. Како генерално ја оценувате работата на локалната самоуправа, на локалната власт предводена од градоначалникот Зоран Дамјановски? Па вака, значи како што реков пред малку, значи водењето, значи политиката нивна, значи не е доволна за
кумановци, значи да кажеме така, да се изразиме, бидејќи водењето на нивната на високо ниво, значи се гледат колку им се значи ставовите, значи ги менуваат од ден за ден, од час во час, кои што не им се издржани и тоа се покаже во пракса кој што луѓето им го дадоа третиот мандат на господин Дамјановски, кој што видовме колку се работи, што се работи и колку е перспективата на градот. Значи тоа е целата работа. Не знам, луѓето заминуваат, велиме ги критикуваат, значи на високо ниво луѓето излегуваат од државата. Во ред, зашто тогаш градоначалникот на Куманово не ги задржа кумановците тука да седат. Туку беа во странство луѓето. Значи тоа е апсурд, не знам како да кажам. Господине Саварафиловски, вие по струка сте сообраќајен инженер. Факт е дека во Куманово постои сообраќајен метеж. Како според вас, еве стручно да ни кажете, во таа област како би можел да се реши сообраќајниот метеж во градот? На кој начин? Видете, значи ова е широка тема на разговор, затоа сум и повикан тука денеска да ги кажам ставовите лични своји, значи во овој дел на сообраќајот. Видите, значи сообраќајниот метеж во Куманово е една од најголемите проблеми во Куманово. Значи таа гранка опфаќа уште многу големи други гранки. Вака сега јас именно како кратко кажано, значи најголемиот проблем во Куманово е самиот паркинг простор. Самиот паркинг простор доколку се реши, има може се случи во два случаи да се реши. Тоа е еден од тие катна гаража која што е поголема финансиска средства. Другата може да биде паркинг монтажни паркинзи ги велиме, каде што веќе има постоеќи паркинзи да се постават. Со тоа средување на таков вид се разбира од финансиите како може да се среди, значи може да се среди, кој што може да биде многу добро и удобно за останатите луѓе. Се мисли на паркинг просторите, значи доколку се стават, еве да го земеме, ајде со помалата инвестиција, значи монтажните паркинзи. Значи досегашните што се сега поставени нели паркинг што имаме на улиците, затоа ги направивме едносмерни. Господин градоначалникот ги направи едносмерни. Тука има ограничување на движење. Имаме од една страна зафатена сообраќајна лента, од друга страна имаме едносмерен систем на движење на возила. Со тоа се случува да до една точка да стигнеме до друга точка, мораме да кружиме низ цел град. Тоа е, значи, движењето да го правиме поголемо, со поголемо се разбира и градот расне, значи возилата се повеќе, значи едно семејство веќе има по 3-4 возила, значи тоа мора се да го мислиме. Доколку се реши сообраќајниот метеж во паркинг простор, тука се средуваат многу работи. А тука ги има на неколку локации кои што може да бидат поставени тие, значи монтажни паркинг кои што ќе бидат така на спад да кажеме, кои што може да собере многу повише возила во едно одредено место. Не да бидат вака баш како тоа никој не им гарантира на оние возила паркинг простор што се паркирано од една страна кој што е едносмерно. Имаме одредени улици што се доволно широки за двосмерен систем. А сега се ставени во еден. Баш како тоа, со тоа може да се воведе уште едно, значи ВМРО ДПМНЕ, доколку добија градоначалник од редовите на ВМРО ДПМНЕ, може да се средат многу работиви каде што применуваат на одредена улица во центарот на градот, каде што можат и граѓаните слободно да се движат со мали деца како на вид зонско ограничување од толку до толку часот таа улица може да биде сопредна за движење на луѓе кога ќе има најмалку метеж во тој ден. И така. Останатиот дел за исто така една многу битна работа со тоа паркинг, како што го реков, значи се средуваат уште еден битен момент кој што треба да го спомниме, тоа е такси превозот, кој што се паркираат каде што ќе стигнат. Не дека се луѓето виновни од тоа, но бидејќи паркинг просторот зафатен од приватните возила, тие се снаоѓаат каде што може да знаат. Иако имаат обележено, да се разбираме, имаат обележено, но тоа не е со едно или 2-3 месеца, а компаниите имаат со поголем број на возила. Со решавањето на
на монтажните паркинзи, со тоа може да се решат и исто така и такси возилата, кај што ќе имат поголем простор, каде што ќе е пошироко грло на сообраќајната лента, таму може да биде стационирани, кај што нема да прават проблем за движење на приватните возила на луѓето. Третиот момент исто е што е една битна работа за сообраќајот во Куманово е недоволно обележени коловози или сообраќајни ленти. Еве еден момент, бидејќи имам работено исто така во автошколи, значи многу време имам работено таму. Уште еден момент да кажам дека кандидатите велиме дека поголемите сообраќајни незгоди ги се случуваат од новите кандидати, значи излезени новите кандидати, така да кажеме. Видете, почетните возачи. Така да кажеме. Видете, има еден друг момент каде што сообраќајните ленти или коловозите недоволно обележени. Сега како инструктор кога се движите на кандидатот тој што е почетник, не знае како да појде, и сега му тој вели виртуелно размислете дека тука ова е коловоз, тука ви е сообраќајна лента, тука ви е виртуелно поделено. Значи не сакам да кажам дека недоволно обележен. Тој не може се тоа да го скоцка дека како професионален возач, што мислам веќе што има возачка дозвола, дека знае дека тука или тука замислете тука треба пешако да го пуштите, тука има пешачки премин. Значи тоа е апсурд и уште една работа, значи по големите улици што е, значи имаме недоволно видливост. Значи од тоа е комунална веќе работа за одржување на патиштата, каде што треба доволно да бидат ниски за да може да има прегледност од друга страна. Затоа велам за да биде добро обучен еден добар кандидат треба да има и соодветно обележени сообраќајни ленти или коловоз. За да тој знае, треба да види она, за да знае каде треба, како треба. Или за исто така сообраќајна лента необележена, велиме дека била еднасмерна. Кога нема задолжителна насока или недоволно сообраќајни знаци, кои што имаме сумно среќавано, каде знакот е завртен, обратно, значи една стрелка многу менува. Има многу повеќе да зборам исто така во ова тема, сакам се надовршам, значи урбанистичкиот план на сообраќајниците во Куманово, значи најдобро и најголемо решение, како што го нон-стоп збореше ВМРО да помне дека во Куманово фалат и треба да има кружни токови, кој што е едно од најголемите решенија и многу поевтина основа на она што побрз проток на возила. Еве сами сме свесни дека во на одредени места имаме светлосни сообраќајни знаци, семафор. Каде што јас значи во толку моје искуство и сообраќај во Куманово, има одредени светлосни сообраќајни знаци каде што семафори никогаш во животот не работеле. Или ги пуштале од време на време, кои што сепак не функционираат. Еве го, најголемиот метеж е кај пазарот, нашиот пазар што е. Тука никогаш не работат. Гужва од сите страни. Вториот момент исто имаме долу, кај Трета македонска и октомврска што се спојува. Таа е огромна кој што може да се изведе знаеме и дека таа раскрсница како што ја проектира и направија однесе многу човечки жртви и животи. Секако пак ВМРО ДПМНЕ имаше представи и му кажувавме дека тоа не е во пракса не се покажа добро, знаеме дека тоа се пари, но еден човечки живот е многу повеќе вреди него од самото она. Пробаа да направат локалната самоуправа еден мини кружен тек кај познатата жмара кај Скара, така беше долу, кој што го стесни од просторот и не направија ништо. Не знам како го изведува тоа, со кој цел и што, значи тоа според мене е чисто промашено. Има многу да зборуваме, али во глобала е тоа. Сите сме сведоци дека дел од граѓаните на Куманово се несовесни возачи и возат во обратна насока во еднонасочните улици. Сметате ли дека ова би можело некако да се регулира со почести сообраќајни патроли и контроли на еднонасочните улици? Па вака, како што реков, значи полицијата се обавува професионално работата, мислам дека се во ред. Сега претходно што реков пред малку дека недоволно обележени сообраќајни ленти и коловози, исто така недоволно означени со
сообраќајни знаци. Значи тука може да се случат два момента. Значи едниот момент е да речеме, значи недоволно уочување на сообраќајни знак, кој што тој знак може да денеска постоел, утре може некој го извртел, нешто не е битно. И затоа велиме дека треба да бидат обележени, доколку не го види знакот, затоа треба да има обележена сообраќајна лента. Тоа може да се случи ненамерно да влезе во едносмерна, бидејќи во Куманово се ги има еден куп еднонасочни сообраќајни ленти, каде што ние што сме тука, па еве како да кажеме некогаш грешуваме, значи дали ненамерно или намерно. Сега за намерно тоа затоа има и полицијата, значи имаме случаеви дека опоменуваат. Сега еднаш може да бидеш опоменат, два пати, бидејќи знаеме казните се големи, затоа ние треба да знаеме дека иако се казните големи, тоа е значи за да се научи човекот на ред и дисциплина, бидејќи беше еднаш вака имав една случка, правев му обед, значи какви се беше просто прашање вака со кандидати кога имав средба. Ме интересира дали лично поминувате во Куманово се зборува, дали лично поминувате на пешачки премин и стриктно на пешачки премин или како ќе се снајдеш од ситуацијата. Ми вели секако, значи како ќе се снајдам, вика, тука е помал град, значи не е проблем. Добро, викам, а исто така во Скопје, не, тогаш стриктно одам на пешачки премин. Зошто велам така? Законот е и во Скопје, и во Куманово исто. Тоа тука проблем, бидејќи таму се одбележени, тука не се. Мислам дека полицијата сега да не толку земаме се зависи од нив колку имаат на располагање. Значи, инаку, според мене се фери коректни. Во тек е реконструкцијата на автопатската делница Куманово-Миладиновци. Колку ваквите и слични проекти ќе имаат позитивен ефект врз подобрување на изгледите за развој на градот? Па, се разбира дека ќе има, бидејќи секое нешто ново изградено и ново реконструирано е добро за самиот град и лично за нас, како граѓани на Куманово. Бидејќи тој пат многу повеќе го користиме ние, а е така исто и останатите странци. Бидејќи знаеме дека во летните периоди на одење на одмор, значи странците го користат тој пат. Секако плаќаат патарина во рете, но нов пат си е нов пат. Затоа тоа сакаме да кажеме дека имаме побрз проток на возила, побрзо бидејќи поголем дел од граѓаните на Куманово патуваат по Скопје, работат и така. Значи тоа е таква работа е пофаќаме како позитивно, исто така добро, но во Куманово има исто еден добар, исто така има добри патишта што треба да се исто така реконструираат. Се надеваме дека доколку добиеме градоначалникот од редовите на ВМРО да помене тоа попомогнати од централната и останати работи, дека може да се седат многу повеќе работи. Господине Серафимовски, иако е неизвестно кога ќе се одржат локалните избори, као првиот термин се спомнува 15 октомври, но тоа се уште не е ништо не е забетониран датумот кога ќе бидат локалните избори. Очекувате ли максимална поддршка од граѓаните на овие избори, победа на изборите, или е можно граѓаните можеби да ве казнат поради инцидентот во Собранието на Република Македонија? Па вака, значи таа теза со градоначалнички не може да ги мешаме. Значи тоа што се случи со Собранието со ова, значи тоа се две различити тези. Тоа е на високо ниво, се мисли на централата на државата. Зборуваме за локални тука дали ќе ни дадат поддршка граѓаните, значи ако ги гледаме другите аспекти, другите точки, значи ние имавме градоначалник, зборувам лично за Куманово, ние имаме градоначалник 12 години. Имавме многу повеќе години, значи од редовите на СДС, но зборам за сегашниот последен, значи ово му е тет мандат на господин Зоран Дамјановски, каде што видовме што направи, како го среди, бидејќи јас тука живеам во овој град, и моето семејство и моите пријатели, познаници, значи тука сме се родени, се надеваме дека во ред и да се прошетаме, но пак тука сме родени. Да кажеме, значи за довербата, значи ако ја гледаме, значи целата работа, знаеме дека првиот мандат господин Дамјановски работеше нешто, значи поднаправи, значи кејот го среди колку толку, не целосно, значи во проектот му беше целосна реконструкција домите, но
паркчето го среди, значи имаше измени на площадот, тоа е во ред. Значи во ред, што е добро, што велиме и Богу драго. Вториот мандат господин Дамјановски во неговиот проект имаше затворениот базен, што го велеше. Значи 4 години од неговиот мандат ништо не направи. Само се зборуваше за тој затворен базен. Следниве овие 4 години што изминаа сега, значи тоа му се 8 години, значи 8 години се за тој базен. И направише една уличка две, кој што за 8 години, значи една-две улички, да ги кажеме така, или со качења, значи не изби ниту една улица да прошири, да ја отвори. Значи толку беше, не знам зошто би граѓаните дали уште четврти пат, дали за господин Дамјановски или за некој нивен друг од СДС, значи да им дадат подршка. Јас мислам дека моето мислење сега и за останатите истомисленици што мислат, дека редно е еднаш да им се овозможи на кандидат за градоначелник да добие од редовите на ВМРО ДПМН, за да видовме до сега што направи 12 години. Зборам за овие 12 и за претходните не зборам. Значи овие што за господин Дамјановски видовме. Јас мислам дека треба да се овозможи шанса. Еве поверете да видите, да видиме од ВМРО ДПМН дали можат, што можат и колку може да направат. Затоа мислам дека граѓаните треба да дадат доверба на ВМРО ДПМН, кандидатот за градоначалник кој ќе биде. Изминатиот период високи партиски функционери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Куманово се најдоа во медиумите поради поднесени кривични пријави. Постои ли можност тоа да влијае врз гласачите на следните локални избори? При нивната одлука за кого да го дадат својот глас? Па вака, види сега, значи убедувањето на самите граѓани треба да ги гледат поширок аспект, значи да ги земат и позитивните и негативните смисли и од едните и од другите. А како високи функционери, зборувам ги се навратам пак во Куманово, што се случи инциденти кривични и така прекршени како беа, значи не влегувам во тоа. Значи видна особа која што да нападнеш човек или како се води нивното дело, тие си знаат подобро, значи угледот не е на таков човек, бидејќи тие луѓе да ги кажеме дека се представници на Куманово. Едниот е пратеник, другиот е општински човек кој што секогаш е со комуникација на луѓето, има доволно искуство со X луѓе, а да потлекне под некое влијание, дали од ситуацијата, дали од околностите, дали од одредени психички проблеми во моментот што се случило, али неговото оправдувам бидејќи тоа е видна особа во Куманово. Тоа тако мислење имам за. Така, пред самиот крај на емисијата да ве прашаме доколку ВМРО ДПМН победи на локалните избори, кои ќе бидат приоритетите за развој на Куманово? Па видите, значи бидејќи не е чепкано ништо, така да кажам, значи во одредени поголеми делови, значи тоа се ситници, една-две улички, како што го рекол базенето, да не го повторам повеќе пати. ВМРО ДПМН со општинскиот комитет и останатите се прави веќе многу добра програма, доколку изберат граѓаните на Куманово од редот на ВМРО ДПМН градоначалник. Повеќе ќе поработат, како што реков, на една од битните, како што реков, значи сообраќајето е една од најбитната работа на Куманово. Уредувањето на сообраќајниот метеж, уредувањето на со раскрсници, со светлосна организација, обележување, така и што го спомнав пред малку, одредена улица, кој што во одредено време ќе биде од некој период до некоја ситна, значи се мисли во текот на денот да биде затворено, да биде по-обширно, да може да се поминуваат, значи граѓаните по да се движат слободни во тој простор. Исто така една битна работа, значи не го спомнам никаде економскиот развој на Куманово, кој што сите тоа ги интересира. Значи тоа во ред е сообраќајниот метеж, тоа е во ред, но економскиот развој. Економскиот развој е еден од најбитните, бидејќи рекоме, знаеме дека многу кумановци замина на печалба во странство или да возат
Тоа секојдневно што го знаеме, но мислам дека со што ги велиме со обновување на одредени фирми што се во стечај или ново формирани, со така што ја спомнуваме ТИР зоната, значи ВМРО ДПМНЕ кој што веќе е поставена, се чека само да се најде партнер за да стартува ТИР зоната во Куманово. Тоа многу ќе влие за град Куманово и за граѓаните на Куманово. Тоа може да кажам, но има исто една работа која што културниот развој во Куманово, јас мислам дека недоволно е развиен, бидејќи гледаме Охрид, Скопје, ајде да не го фатиме Охрид, веќе има, значи имаат езеро така, но Скопје на пример живеат од туристи. Зошто да не се гледа на таков поглед, бидејќи имаме и ние одредени места кои што туристички водич може да се одведе се разбира за ќе се направат реконструкција, ќе се обноват, ќе бидат средени. И мислам дека граѓаните ќе бидат задоволни од тоа. Значи целиот систем на ВМРО сега да не откриваме поголемите проекти, бидејќи се уште не е започнато, како што го спомнавте, датумот се уште не е дефиниран, значи ВМРО ДПМНЕ ќе излезе со стегни конкретни предлози, ова е само на пошироко, бидејќи имаме стратегија за дел од градот како може да се развива, значи прво како што спомнав, сообраќајно да се средат работите, економски исто така и културниот развој на град Куманово, за да луѓето кај што живеат и во населбите, исто така уште еден битен момент, више ова не го спомнав, значи сега сме 21 век. Куманово се уште има многу големи делови од улички што се не асфалтирани. Во населбите зборувам. Исто така и во град. Еве се ги гледаме раскопаните улици, сега се прават пред изборите. Реконструкција некоја ситна, кој што тоа не се средуваат. Тоа треба тековно годишно да се работи, за да се види дека се сработува, а не сега еве ќе почнат изборите, а сега ќе правиме. Господине Серафимовски, ви благодарам уште еднаш што вечерва бевте мој гостин во емисијата Став. Се надевам дека соработката ќе продолжи или дека во некоја наредна прилика ќе поразговараме и за некои други теми. Ви благодарам и на вашето поканите да бидам ваш гостин. Благодарам. А вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Се гледаме за 2 недели. Пријатна вечер.